Подобрување на безбедноста, намалување на бројот на сообраќајните прекршоци и зголемена сообраќајна култура се предностите на функционирањето на системот Безбеден град, кои ќе бидат забележливи по подолг временски период, смета професорот по сообраќајни стручни предмети Стефан Бранковиќ. Со проектот ќе се обезбеди и поголема рамноправност на учесниците во сообраќајот, но и неселективност во санкционирањето, истакна професорот. Самиот систем нуди низа предности, токму што тргнува има една јасна цел и идеја, тоа да се подобри првин безбедноста на сообраќајот преку човечкиот фактор кој што директно влие и врз прекршоците, на споминување на црвено светло, поголема брзина и така натаму. Со што има една јасна идеја, односно да произлезе да се намала бројот на сообраќајните прекршоци, да се подигне јавната сигурност кај луѓето во јавноста, значи чувство на сигурност, понатаму имаме објективни докази. Зошто? Затоа што ако човекот лаже, камерата утре не може да не излаже и нормално брза интервенција при најразлични видови на инциденти, како и поголема рамноправност, а не селективност, што беше барем мислам до сега во некои случаи. Имаме дел од јавноста кој што го прифаќа системот, дел од јавноста кој што се уште не го прифаќаат, поделени се ставовите, но факт е дека овој систем првен е наменет за превенција, а не за казнување, така да има за да реално даде реални податоци системот, треба првен да даде целосна јавна информираност за секој дел од системот, понатаму да обезбеди сигурносна заштита на сите лични податоци за секој од нас и нормално фокусот да биде ставен на превенција и едукација, а не да биде тоа казнувањето како што беше делот нели представувано во јавно. Имам мислење дека возачите се уште управуваат моторни возила под чувство на некој вид на страв, сомнеш од да не бидат уловени од камерите. Затоа говори и доволно ако можеме забележиме нели паничното кочење пред самите камери или цело време гледање во брзинометар на возачите со што го одзема вниманието. Но факт е и не се сомневам дека има позитивни резултати, како што е подобрувањето на безбедноста, намалувањето на сообраќајните прекршоци и многу важно креирање на повисоко ниво на сообраќајна култура, намалување на стресот на улиците и обезбедување на сигурност конечно на самата патна инфраструктура. 28 хаварисани возила се отстранети од јавни површини во текот на изминатата седмица, соопштија од секторот за внатрешни работи Куманово. Врз основа на заклучоците донесени на состанок во општина Куманово и извршените проверки од страна на СВР Куманово, полициските службеници изминатата недела презедоа конкретни мерки за отстранување хаварисани возила на подрачјето на Куманово. При тоа од јавните површини во градот беа отстранети вкупно 28 хаварисани возила, чии собственици претходно не ги отстраниле и покрај укажувањата да го сторат тоа, информираат од СВР Куманово. Романите Храбра кукавица, мајка од магла умрев за да оживеам се само дел од бесценетото книжно богатство на писателката Габриела Давидовска Баниќ, родена во Куманово, а 15 години живее и работи во Хрватска. Кој беше најголемиот предизвик во процесот на објавување на книгите на 4 јазици во различни држави, што најмногу ја инспирира во секојдневието во Ровињ и како тоа се рефлектира во нејзините дела, како да се биде успешен писател надвор од границите на родната земја. На овие и многу други теми вечерва во Став разговараме со храбрата писателка, поетеса, мајка, пријателка Давидовска Баниќ. Првиот роман мислев дека ќе биде единствен. И си мислев што да правам, на кој јазик да го направам. Мојата земја е и секогаш била и за секогаш ќе остане Република Македонија. Јас во Хрватска имам и државјанство, фала му на Господ, ама тоа е моја земја која ме прифатила. Која ненормално ја почитувам, ама моја земја е Република Македонија и најмногу сакав да роман да напишам на македонски јазик, меѓутоа ја не живеам тука. Мислев треба да си тука, треба да се видуваш со луѓе, треба да одиш, да бараш, да се сретнуваш, да се запознаваш. И од тие причини си реков ми нема друга. Идам романот да го напишам на хрватски јазик, затоа што сум тука, па белки нешто ќе имам некои луѓе на дофатна рака. А од друга страна, на Истарскиот полуостров на кој што живеам, во градот Ровињ, сакав да му се заблагодарам за гостопримливоста, за тоа што, сега во април ќе бидат 14 години како живеам, тогаш беа, 90 години. На вистина, нити во еден момент не се почувствував како странец, не почувствува да ме сметаат за помалку од себе си,
Дури безброј пати сум доживувала луѓе да се обидуваат да ми помогнат, како на еден дојденец. Во Куманово се одржа регионален форум на заедницата за Североисточен регион кој има за цел напредување на капацитетите за спроведување на зелената агенда за Западен Балкан на локално ниво. Целта е споделување успешни практики за воспоставување функционални собирни центри и долгогодишно решавање на проблемот со градежен шут. Организатор на форумот е Националниот ромски центар од Куманово. Настанот е организиран во рамките на проектот Регионално партнерство за подобро спроведување на зелената агенда на локално ниво, спроведуван од страна на Центарот за климатски промени во соработка со партнерите. Проектот е поддржан од владата на Швајцарија преку програмата Civica Mobilitas. Самиот процес на воспоставување на овој систем едноставно сака време, затоа што ние почнуваме буквално од нула, од еден систем кој што е неодржлив и систем кој што не ја заштитуваше ниту животната средина, ниту здравјето на луѓето. Кога почнувате да го градите системот, не можем, едноставно треба време, бидејќи потребни се промени во повеќе области. Прво во начинот и функционирање на комуналните предпријатија, понатаму во начинот на отстранување на отпадот кој досега се исфрла на нестандардни локации, изградбата на тие системи, обезбедувањето на средствата, конечно и тоа бара време. Сепак се работи за грант. Кога добивате грант, треба да исполните и одредени услови. Европската унија во овој случај, бидејќи целиот овој систем ќе се воспостави со грант средства од Европската унија, бара да бидат исполнети одредени услови во смисла да самите комунални предпријатија бидат зајакнати, да го променат начинот на своето работење, да се направат рути кои што ќе бидат поекономични за собирање и транспортирање на отпадот. Значи, еден самоодржлив систем. И не е ништо чудно што трае долго, бидејќи тоа се процеси за кои што е потребно време. Ова депонија што е Куманово горе во Краста, секојдневно се врши одлагање само на комунален отпад. Значи, сите наши камиони што собираат по град и приградски селски средини, а отпадот се депонира горе и ние се трудиме секојдневно, значи тој отпад што се одлага и депонира горе во депонијава, да го посипуваме отпадот да го посипеме со земја. Значи се трудиме секојдневно, значи тоа е и превентивно, пошто горе во таа депонија има и некои подземни гасови како метан, од време на време доаѓа до палење на истата, ние се трудиме, превентивно работиме, превентивно делуваме. Таа иста депонија треба, значи, некаде во рок од 3 години да стане претоварна станица, депонијава треба да ја преселиме и за целиот североисточен плански регион, значи сите 9 општини колку се треба во Свети Николе да се изгради санитарна права и депонија, значи вистинска депонија, горе во Краста треба само тоа да служи како претоварна станица и целиот отпад од овој регион од Куманово и околу што гравитира околу општина Куманово, значи селските средини, тој отпад треба да се депонира таму. Во исто време, значи сакам да кажам дека секојдневно целиот отпад што се депонира горе во Краста, камиониве на излегување, значи секојдневно вршиме превентивно перење на истите. Зелената агенда е стратешка рамка на земјите од Западен Балкан, со која што сите земји од Западен Балкан следат се стремат кон климатска неутралност, односно намалување на емисиите на стакленички гасови, постигнување на нула емисии. Денешниот настан се организира со цел да се подобри управувањето со отпад, затоа што управувањето со отпад на локално ниво е предуслов во постигнување на целите од столбот поврзан со циркуларната економија, односно целиме кон тоа да ги упатиме општините како да формираат собирни центри, како да формираат да воспостават систем за собирање на комуналниот отпад, но не само комуналниот отпад, туку и другите фракции кои што се создаваат на локално ниво, како од домаќинствата, така и од приватниот сектор, но исто така една многу важна фракција, тоа е градежниот шут.
Значи, целиме кон тоа да сите овие активности допринесат не само кон подобро спроведување на зелена агенда и кон овој столб циркуларна економија, туку и кон успешно воспоставување на регионалниот систем за управување со отпад за источниот и североисточниот регион, кој што е во зачеток и на кој што за кое воспоставување ќе бидат потребни сериозни напори, како од локалната самоуправа, така и од здруженијата на граѓани, локални активисти, практично сите чинители. Токму затоа го организираме и овој настан, за да биде можност каде што ќе разговараме за следните чекори околу формирањето на собирните центри. Горд сум и задоволен сум што Куманово, како најголема општина во Република Македонија, е домаќин на градовите, односно општините од североисточен и источен регион, така да ова е можност да зборуваме, да дискутираме за животната средина, каде е поврзано и отпадот, и воздухот, а од друга страна и поврзано одговорноста на сите фактори, како и културното ниво на граѓаните. Јас не би сакал премногу да зборам, но мојата порака ќе биде дека овој настан треба да биде еден почеток на заживување на средините, каде народот, всушност граѓаните, ќе чувствуваат подобра животна средина и ќе имаат една добра позитивна енергија да шетаат во градовите. Јас само за пример ќе кажам, ќе оделам, помалите градови, како например Крива Паланка и Кочани, имаат уредени места и се надевам дека Куманово заслужува многу повеќе да има тоа што е. За годишната програма на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев, Министерството за култура и туризам годинава одвои околу 5,5 милиони динари. Најголема финансиска поддршка доби драмската дејност, информира етнокореологот Денис Инадиновски. Активностите на Националната установа ги поддржува и општина Куманово со 570.000 динари за сите дејности. Во меѓувреме, богатата културна програма на Националната установа продолжува и во месец март, во чест на Меѓународниот ден на жената, ќе се одржи традиционалната изложба Жените и фотографијата, а настап ќе има и детско-младинскиот фолклорен ансамбл на 10 март годинава, информираат надлежните. Од областа на драмската дејност одвоени се 4.200.000 динари. Тука ги имаме од македонската драма, имаме Смрт на погребот во режија на Ненад Витанов, Чичко Кумплук според пиесата Прирачник за самоништување во режија на Јани Бојаджи. Исто така од албанската драма ја имаме представата Амбасадор во режија на Андреј Цветковски и представата Не се работи за словечињата од режисерот Кендрим Ријани. Тука исто во областа на драмската дејност се одвоени финанси за 29-то издание на меѓународниот фестивал Денови на комедија. Од областот на фолклорната дејност, значи можеме да го потенцираме јубилејот 5 година поред семинарот за традиционална музика и игра, која што под наслов ќе биде од традиција до сцена. Можеме да кажеме дека оваа година вклучуваме соработка заедно со националниот ансамбл Танец, каде што ќе имаме предавачи од самата институција. Од областа на музичко-сценската дејност одвоени се вкупно 300.000 динари. Тука би ги потенцирале концертот на Ана Гацева и на Иван Наумовски. Исто така и годишниот концерт на албанскиот оркестар при самата наша институција. Исто така како друг јубилеј што можеме да го потенцираме е од областа на литературата и издавачката дејност, односно меѓународниот фестивал на проза, која што исто така по 5-та година поред се одржава во нашата институција. Од областа на визуелните уметности, архитектура и дизајн одвоени се 385.000 динари, со тоа што имаме неколку изложби кои што нели тековно ќе ги работиме во склоп на целата програма, во склоп на целата година. Тука да не забораваме да поздравиме да се заблагодариме на поддршката на општина Куманово, која што вкупна за сите дејности одвоени се 570.000 динари. Така да можеме да кажеме дека оваа година сме задоволни од поддршката на Министерството за култура и туризам и општина Куманово, така да сакам да потенцирам и сакаме да потенцираме ние дел од тимот од Центарот за култура дека
Ќе имаме успешна година, ќе имаме убави проекти, ќе имаме убави јубилеи, така да останува да ја следите Facebook страната на Театар Куманово, Facebook страната на Центарот за култура за подетелни информации за кои точни денови, кои проекти ќе се одвиваат. Министерството за внатрешни работи соопшти дека вчера вечер во 20 часот во СВР Велес 48 годишен кумановец пријавил дека бил измамен за сума од 43.750 евра. Според пријавеното, тој на социјална мрежа објавил оглас за откупување на криптовалута, а подоцна преку друга социјална мрежа контактирал со лице со кое се договориле во криптоменувачница во Велес да ги уплати парите, а за возврат да му се исплатат криптосредства. Пријавителот ги предал парите на лице вработено во менувачница во Велес и му било кажано дека истите се испратени на наведената адреса, но тој на својата адреса не ги примил криптосредствата, а лицето со кое контактирал го избришало разговорот од социјалната мрежа и ги блокирал неговиот број и бројот на менувачницата, пошто сватил дека бил измамен. Известен бил јавен обвинител и се преземаат мерки за целосно расчистување на настанот, соопшти Министерството за внатрешни работи.